Чаир како Чаир, луѓе како луѓе, сите беа околу Балкан. Значи и старо и младо. На тренинзи, на надпревари, од 1000 до 1500, 2000. И ти си можда сведок на сето она, бидејќи кариерата тогаш е почнати. Затегнат дел од тој период на почетокот. Значи живееше како едно семејство, тоа семејство и постоја и понатаму функционира, кај што беа и турци, и албанци, и македонци, и бошњаци, и срби, и вистински беше еден Балкан во мало, го заслужуваше името што го носеше. Успеавме ете да направиме нешто за Балкан, за секојаш како еден од постарите клубови, тоест можеби и најстари клуб после Јуботен, затоа што ја најдоко така во аналите на историскиот развој на фудбалот, после Јуботен Балкан да биде еден од постарите клубови и најстарите клубови во Македонија. И тоа е факт. Дженан Хајдари, мојот играч, Така е. ударна игла на тајфунот од Чаир од неговите најдобри успеси време. Така е. Кога значи бевме мала човекачета одбрана, ама имаше се функционираше од стручен штаб до управа, до лекар, за ци работи све, значи функциониравме како воедно. Додека постоеше Балкан, постоеше и Чаир, тоа мало Чаир, со сите луѓе. Воопшто не е важно на вера, раса, значи тој беше сврзник на сите нас. Мјалчо имаше многу ептен другарство, што никогаш не може да заборавам таа другарство. Значи, нас не успеси, ја може да кажеме, без обид што сме били јака екипа и добри играчи, имала и големо другарство. И затоа нас увек сме компактни биле. Еден за сви да кажеме или сви заедно тој. На било кој телевизија или новина што сум дал изјаву, јас увек сум кажам дека најболи години и најболи другарство и најовој Балкан со коме што сум го доживел во мојата кариера. Овие луѓе овдека ние сме зависни едни од други. Значи животите наши течат со нашето дружење. Сме учеле едни од други. Тој тим да е сега на Балкан. Овде во Македонија Ќе биде прв. ќе биде репрезентативен, друг нема место, само Балкан ќе ги играчи. Еве не со дружењето, традиционалната новогодишно дружење на Балканското комес на тајфунот од Чаир. Овде сме со сите овие славни членови, нова генерација, почнувајќи од управниот одбор, од спортскиот директориум, преку тренерскиот стручен штаб и до славниот Сено Александровски, секој пат дел од протоколот, кога се во прашање овие новогодишни дружења. Ова е тоа што сакаме да ни остане, ова е еден аманет на Балкан, на тајфунот од Чаир, едно новогодишно дружење кое трае години поред наназад и кое поголем дел од присутните на оваа маса се залагаат и сакат сето тоа да се навистина претвори во една долгогодишна традиција, да не речам како Вимбалдонската трева, да трае 100 години и кусур. За жал, голем дел од овие балканци и не се меѓу нас, низ овој мини прилог, делот ни спомнавме, дел остануваат запишани како дел од таа историја на Балкан. Но тоа е, животот тече, животот оди напред. Тука сме традиционална, реков, новогодишна прослава на Балканот, на фудбалски клуб Балкан, Балканското комес или тајфунот од Чаир. За мене прв виновник во навод за ова новогодишна прослава, прв креатор и иницијатор на сето ова е Благој Ѓорѓиевски, синоним или Баже Балкан, како ја што го знам. Баже, ова е почнато пред 20 и повеќе години. Искрено немаме точна евиденција, може би 25 години надо да се собира. Па тука некаде после распадот на бившата држава, првите години 2005 можеби, не меѓутоа покасно се договоривме да
таа генерација, посебно таа генерација од 86-та недека до 94-та, 5-та, да се организираме, да се собираме еднаш во годината да Еве, тоа спомените. тече, тоа трае. За прв пат се уклучува продукција Скок и YouTube каналот Доргутов со на емисија. Благој Ѓорѓиевски или Баже Балкан, нашиот Баже Балкан е поврзан со фудбалскиот клуб од 1967 па до 97, 6-7. Тоа е Тачно. цел живот, 30 и Тоа кусор е години. фактички само една анегдота во врска со тоа. Доаѓа новинар кај мене дома во двор да ме снима во оној период, знаеш, излага почесто на телевизија. И ми ја прашува сопругата и вика, извинете да ја прашам, вие ли сте сопругата? А таа нешто му вика, не вика, јас сум втората сопруга. Првата му ја вика од Карши на игралиште у Балкан. Тоа остана така. Тања, господја, Тања го кажало. Да, 30 години поминати се и не жалам. Ако некој има дискреционо право и со аргументи кој жив сведок да зборува за ФК Балкан е Благој Ѓорѓиевски, Баже Балкан, и не само за тој резултатски најуспешен дел кога е упрашање тајфонот од Чаир, него враќајќи си наназад. Значи, вака се, во цело тој период од 30 години има периоди кога Балкан идел нагоре и паѓал. Првите на оние успеси на онаа генерација неде од 67 година по квалификациите со Солово во Чаир, 67 години влегувањето на Балкан во Македонска лига. Значи во тој период Републичка лига збореме, највисок ранг во тоа време. Така е. Во тој период со претседател Трпе Стефановски, значи имаше екипа која што боли глава во оној период. Да чуеме некој од имењата. Па почнувајќи од Мацков као голман, па Глигоров, па Зафировски, па Мите Велков, Бураку, значи Цоневски, тоа беа играчи, Гичев, значи не играчи што беа во тој период и секогаш беа недека при врвот. И малку фалеше во тој период да се помине во повисок ранг. Зборуваме за повисок ранг од Републичка лига. Републичка лига, да. Иако Балкан е бил значи стабилен клуб у таа Македонска лига. Да, до 72-3 година, значи тие 6 години во Ушевише, таа екипа палеше и жареше во Македонската лига. Секој бил во приврот, втор, трет, четврт тука. Без проблеми нешто опстана. Сега, после одењето на Трпе Стефановски веќе почна да паѓа клубот и недека до 81-а со председателот Стефковски, Шарков, така го викаме ние. Некако дојдовме да обстанеме. Сме паѓале, сме доаѓале у меѓународна лига, пак сме се враќале назад. Се до недека 80. Да, меѓурегионална е втора македонска лига, за да разбере помладата публика, да. Да. Покасно, значи, после со доаѓањето на брат ми, покојниот Ванчо Ѓорѓиевски за председател, во неколку наврати, значи, во тоа време доаѓањето на Рајчевски, доаѓањето на Зборуваме за фудбалерите. На фудбалерите кои што ги ангажиравме во еден период и успеавме на квалификациите во Штип со Дојренско езеро да дојме се вратиме пак назад во Републичка лига. Значи имаме недека 2-3 години во таа втора регионална лига или втора македонска лига денешна. Другото е се во Републичка лига. Другото се, да, со доаѓањето на председател веќе би дојде друга ситуација и веќе од оние години од 85-6 веќе се нацираше костурот на оваа екипа. Тоа сакав да прашам. Костурот веќе на оваа екипа со овде. Дали можеш да се сетиш како стратегија со тој управен одбор, Гоце Јовановиќ, Благој Ѓорѓиевски, Ванчо Ѓорѓиевски, Сурко председател, Веле беше во управа, може би ќе испуштам некој, сите оние чиричени беа активни, пријатели на клубот едноставно, не мора да се управниот одбор. Балкан тргнува со брзи чекори напред и резултатски како клуб. Зоран Мишич е извореден. Јас и ден денеска велам кој ќе ме праша некој, значи таа генерација во тој период, кога ме прашуваш прво да одговорам за Чаир. Чаир како Чаир, луѓе како луѓе, сите беа околу Балкан. Значи и старо и младо.
на тренинзи, на надпревари, од 1000 до 1500, 2000. И ти си можда сведок на сето она, бидејќи кариерата тогаш е почна. Затегнат дел од тој период на почетокот. Меѓутоа, успесите, за да дојдат успеси во еден клуб, не е само да имаш тим. Значи мора да биде целата стратегија направена од кабинер, од тренер, од управа, од председател. Сето да иде компактно за да можеш да направиш ти тим со респект кој што утре други ден ќе дојде да се натпреварува во повисок. За да стигнеш до епитетот тајфунот од Чаир, потребно е ова што го зборував. Апсолутно. Ние имаме таа среќа во тој период да го имаме и као покровител Stockholm Commerce, фирма кај што 70% од играчите беа вработени таму. И само еден парадокс да ви кажам, значи ние завршиме во Југословенска лига, втора Југословенска лига со 135.000 марки завршена сметка. У позитива. Зборам ја сме трошиле 130.000 марки годишно за учество во втора Југословенска лига. И било се покриено. И секој некој ќе ми каже во овој период трошиме милион, но трошиме евра, милион и пол. Тоа е за мене нешто невидено. Меѓутоа, ти реков, ние имаме на комплетна екипа, имаме ја као директор, Госе Јовановиќ, голем спортски работник, као генерален секретар. Тука со нас дел од управата кои што беа лојални и во секој момент одговорни. И само така можеш денес да имаш успех. Ако нешто го тоа целото го направиш, компактно да го склопиш. Иначе да донесеш играчи дел 2, 3, 5, не може да го направи тоа ако ја нема таа компактност. Ајде да финишираме вака. Благој Ѓоргиевски, Баже Балкан, неодамна прослави 80-ти роден. Еве, честитки од продукција Скок од YouTube канал Дургутов. Среќа нека 80-тиот роден ден. И ако се навратиме назад, сега викаме 30 години и 10 како најваш на Балкан, значи половина живот у Балкан. Така е. У буквална смисла. Така е. Роден Така е. блиско до стадионот, пораснат. Така, и ден сум таму. На истото И место. ден на истото место, таму сум роден. Тука ќе останам додека дишам. Господ здраве да дава и долго И не жалам за сето она што сум го поминал во фудбалот и во клубот. Не жалам, утре кога би се родил, пак исто тој би го се посекал да видам. Ти благодарам за гостувањето на продукција Скок и Господ здраве да дава, да се среќаваме, да се држиме. Фала многу и дај Боже да имате што поголеми успеси. Ја ве пратам на каналов, гледам интересни работи, посебно последниве. И во оваа прилика сакам само да му честитам за изборот на Масаро Мерагич, бидејќи е некој кадар од тој дел од Чаир, човек кој што е со сите нишани и кој што баш во прав момент одговара на Фудбалската федерација. Ние се придржуваме на честитките и ми е драго што Масаро Мерагич е дел од тајфунот од Чаир. Неизбежен. Да се надеваме дека ќе направи нешто подобро од се тоа што за сега го има. И јас сум зборувал со некои колеги, викаат Масар ќе направи подобро од Типола што не може да биде. Да, не, знаете што е, човек кој што не зависи од некого, кој што е самостален, кој што е бизнисмен, кој што фудбалот го има во мали прсти, кој што поминал ни сите тие текови, треба да се очекува резултат. И со поддршката на овие негови околу него, Пандев, не знам, сите овие, би требало да биде добро. Добра спортска структура. Да. Да му посакаме успех на работа. И јас се надевам дека ќе биде така. Очекуваш за да имаш и добар фудбалски тим, за да победуваш и да освојаш бодови, требало да има и позадина поддршка од така наречениот управен одбор, спортскиот директориум. Фудбалски клуб Балкан Stockholm Commerce во тие 5 сезони во тајфунот на Чаир го имаше и тој позадински дел. Со нас се двајца личности, двајца силни луѓе од таа генерација ветерани од управата на влада, зборуваме за Виктор и за Веле. Ајде да почнеме по хиерархија или по старост. Како сакаш. Веле е личност кој играл за Балкан, да продолжил во управниот одбор. Ја сум играл над 12 години во Балкан и
upravo sam bilo neprekidno u Balkan, pa sam prestao da idem. Znači, otičani treba bi baš da dođe. Dobro. Ja i Viktor smo bili uvijek, Viktor bio pozauzeto od mene, ne dođe, a ja nešto nisam se ni jedan den od upravni odbor da ne bi idem. Тоа е у целина колку сташе од први? Pa bila 30 godina, na 30. Жив и здрав да си. Виктор, ова како позитивна критика. Виктор, значи, нема баш толку време за Вардар. За пеше извинува, за Балканска конец. Не, Виктор имал време и за Балкан. Вие го спомнавте и Вардар, зашто и Вардар е наш клуб. Ние секој пат наоѓавме време за да му помогнеме на нашиот клуб Балканот Чаир, кој навистина беше сврзник на сите чаирчани, па можам да кажам дури и на другите мала од тој дел на градот Скопје. Јас имам една изрека и таа ја кажувам. Додека постоеше Балкан, постоеше и Чаир, тоа мало Чаир, со сите луѓе. Уопшто не е важно на вера, раса, на... Значи, тој беше сврзник на сите нас. И затоа ние дававме се од себе, но се радувавме. И фудбалерите враќаа се резултати со победи. Даваат тие нас. Навистина, кога се зборува за тој фудбалски клуб Балкан од Чаир, мора да се каже дека тој беше навистина многу квалитетен тим. Тоа беше и генерацијски, и управата беше многу организирана. Најако броја се има да дури. Веле, дали може од тебе, не дека Викторова не го знаме, мислам дека си малку поблизу до тоа, некој збор повеќе за председател Ванчо Георгиевски, славниот Сурла, кој беше многу интересна личност. Со доаѓањето за вечна слава за него да го спомнеме. Бог да го прости. Со доаѓањето на Ванчо како председател на Балкан, најголемите успеси Балкан има постигнат до тогаш. Чак со таа генерација, сега збориме со Виктор, има еднаш генерација која влезе во втора лига на Југославија. Тој тим да е сега на Балкан. Овде ќе биде прв. Ќе биде репрезентативниот друг, нема место, само Балкан ќе ги јачи. Стварно. Вака да финишираме со едно прашање. Не знам Виктор дали ќе се сети, веројатно и он, ама претпоставам ти ќе се сетиш, поврзано со председател со Ванчо Георгиевски. Ванчо Сурла, така му беше. Не, Ванчо Сурко. Сурко се извинува. Сурла е играчот. Мој лапсус е тоа. Да. Има една ситуација кога Балканското комерц е прв на табелата, не знам дали во Македонска лига или во трета, и бега едно 5-6 бодови во второто место. И славниот председател вика: имате ветено премија за прво место, ако не направите разлика повеќе од 10 бода, нема да ви исплатам премија. Така. Точно е. Виктор, ти се сеќаш нова? Се сложувам затоа што јас претходно реков, имавме многу добар тим, но имавме и многу добра управа на чело со Ванчо. И сите муабети, сите работи што беа во врска со клубот, секој член од управата, односно од управниот одбор, имаше своје задолжение. И ние сите безпрекорно тоа го исполнуваме. Чека овој дел да го завршиме. Како излезе велете со таа ситуација? Излезе повеќе од 10 болови разлика за крај? Не, се исплаши нашиот председател, се исплаши дека не паше ако влезете во втора лига. Добро. Вика, многу пари треба. На принципиелен беше, ако вети сакаше да исплати. Ама знаеш дека не може да избегаме тоа. Не може да стигне. Да. Така да го покодивме првенствено, не е тоа за кажување. Добро. Наместо пари телевизори дојде. Ето така, готово, да. Па ти знаеш. Добро. Фала ви. Убави спомени да живее Балкан, што е тоа? Живее, пак кога да е. Ево, ние сите генерации збориме дека треба поново да се напред Балкан. Па ќе заживее. Балкан го немаво до 21 време, па е оформен. Па ќе се оформен Балкан. Без Балкан не може. Мора да ви кажам нешто, сега кога спомнам веле за фудбалскиот клуб Балкан од Чаир, мојата фамилија Иванови е еден од основачите на фудбалскиот клуб Балкан 21 година, затоа што мојот дедо Ѓоре се викаше, тоа имаме ние и книги, имаме нели документи дека е таа вистина. И Балкан од 21 година
навака практично ги собираше сите млади од Чаир. И тие прекини нас не ни се на срце добро, нели, не ни прават добро, но сепак ние во мислите и ден денес, еве, остаревме, сите сме околу 80 години, да речам. Ако живи и здраве да Пак сте долговечни. Пак сакам да кажам дека ние Врие крста за Балкан. Да. да, тоа е. Иначе, за поновно се формирал Балкан, поновно кога. Или чатрите братот мој, со Заве, со Михо, со го не грам ти стари чечени, и како зато ти го пак ќе тоа време кај Балкан ќе се ти има клуб. Така. Еве не со Алексо Мацков, еден од тренерите на легендарната генерација на Тајфунот од Чаир, кога фудбалскиот клуб Балкан Стококомерц помина за 5 сезони, 5 рангови. Дали сум добар, Мацков? Од меѓурегионална до втора сојузна лига тогаш на екс-Југославија. Нешто што е раритет, незапамтено на овие фудбалски простори. Мацков е дел од тоа, ајде да се подсетиме како течеше таа работа, вака блиц. Па тоа беше 89-та година кога веќе се откажа ФАБ во Македонија. Се откаже од активно бранење. И по иницијатива на покојниот Зоран Мишич ме повика во Балкан Како асистент на Балкан, меѓутоа во тој период имаше голманот Михајловски операција на Чир. Миле Михајловски голманот, и така да по 6-7 месеци, да, и тоа најодлучуващата утакмица со Работнички. Работнички водеше 1-0, ни избркаа два играчи Сурлов и Димовски, меѓутоа Бегановиќ 88 изедначи, па на пенали тогаш беше. Така, мораше пенали кои ќе земе. Значи се за Балкан? Да. И од тренерска клупа меѓу стативите? Да, 5 утакмици. Тоа и што викам, баш таа утакмица со Работнички од 5-3 пенали им одбранив и на таа утакмица беше дали Работнички или ние ќе бидеме први. Ние бевме први, така влегнавме во меѓурепубличка, па во втора лига. Меѓутоа јас благодарење на Мишич, а нормално пред тоа, пошто бев и активен голман во Балкан, тука немаш да не го спомнам Ѓоргиевски Баже, Гоце Јовановиќ и Ѓоргиевски Ванчо и они сака да покојни. Една дигресија. Нема покомпетентен човек од тебе да го каже мислењето, ставот и карактерот на Зоран Мишич како тренер, како педагог, како стратег, како принципиелен човек. Ја така го знам. Човек кој што држеше до себе, мислам до својот карактер, до своите принципи. Он никогаш да навреди играч, него знаеше да викне. Знаеше да искритикува, меѓутоа секогаш, барем покасно правејќи муабет со играчите, дека секогаш Зоран бил во право. Тоа што го кажали не било тоа злонамерно да некого го критикува заради да го тргне од тимот. Него го критикува за негово добро, да му каже на грешките кои се, што се и што едноставно он бара во играта. Може ли нацака поврзано со него и со мојот именјак Мијалчо Михајлов? Јас се сеќавам бидејќи бев хроничар, го следев Балкан за праварите. Мијалчо Михајлов сакаше многу да зборува во текот на играта. Мислам конструктивно, покри, затвори, клизни му. И едно време Зоран Мишич станува од клупа и му вика: Михајло, чут да ќутеш. Овој се врти и му вика: шефе, ја ако не зборам не можам да играм. Овој вика: добро, збори тогаш и игра. Дали не памтиш тој стиме? Така беше кој што го кажувам. Така беше и Мијалчот и он, и као еден мотиватор беше во соблекувалната. Оно неговото го имаше, кој ги ферма овие. Така беше. И Кртица, точно. Ајде да го поздравиме, он вече не е со нас во Англија. Поздрав. Поздрав, име, да си жив и здрав, до година продолжуваме традиција, ќе ни дојдеш. Благодариме на Алексо Мацков, дел од приказката на успешната приказка на Тајфунот од Чаир. Останувам овде на традиционалната новогодишно дружење на оваа експедиција од Тајфунот од Чаир. И јас сум виновен што Мијалчо си замина од Балкан.
затоа што му рекол више не играш, избориш се, само збориш, а не играш. Шом зборуваш многу, ајде гит и така отиде во овче поле. Добро, цака. Само за Балкан. Да. Тука сме со Рафе, Рафевски, капитенот, еден од буквално кога зборуваме за стажот како фудбалер во Балкан, на прво место, од 82 до 97. Точно токму така. Од 82 до 97 година, активно како играч, а последните години како тренер во клубот. Ми беше чест и да доволство што бев во Балкан. Така. Цела моја кариера фудбалска, што се вика. Цел живот со бројот 4 на грбот, крпи се на средината. Како тогаш имаше такви задни везни, предни везни? Па добро, во тие, да речеме, години се гаеше тој стил на игра. Значи задни везни, предни везни, меѓутоа сепак мислам дека убавината си беше иста. Значи улогите беа исти. Так. Од оваа временска дистанца се зирам за право како еден од хроничар, да не речем кумот на тајферното чер, ве следев, пишува за вас, некогаш многу поретко сум ве критикувал, ама игравте, многу сум ве фалел. Факт ли е дека Рафевски трчеше најмногу или може би Бегановиќ беше тука со него, Милачо Михајлов на таа средина на теренот? А видете, ние важевме како екипа која е доста физички спремна, кондиционо. Таква стратегија не имаше и нашиот тренер во тоа време, Зоран Мишиш. Меѓутоа, сепак јас бев меѓу едните од најспремните, што се вика, затоа што и улогата што ја има беше таква. Значи, трчав скоро низ цел терен, Орите 90 минути, учинокот мој беше тој. Што повеќе да истрчам на еден надпревар. И еден ноторен факт. Вака, бидејќи доста време е поминато, колку години во континуитет ја носиш капитенската лета? Може би тој е еден преседан во македонскиот фудбал, со толку долг стаж. Ме потсекаш, сега не сакам според, ама асоциација со Кочо Димитровски, цел живот во Балкан. Рафе цел живот во Балкан. Да. Видете, на почетокот има интервјуа баби и дедовци. Еве го виновникот. Баби и дедовци. Ајде. Баш додека зборуваме на тема со Рафевски, кој трчаше најмногу, дали го спомнавте се на Александровски? Не можеме со Рафе трчаше најмногу. Спомнавме дека сите бевме физички спремни дека трчавме. Рафе најмногу. Да го завршиме маветот, еден раритет, значи Рафевски беше долги години капитен на Балкан. Активно најповеќе бе во она успешна генерација кога ги поминавме сите тие 3 лиги и влеговме во втора Југословенска лига. Тогаш бев активен, значи капитен на екипата. Пред мене имаше капитени кои беа и постари во фудбалски клуб Балкан, тоа беше Миле Михајловски голманот и исто така беше и Музафер Салихи исто капитен. А после тоа веќе кога станав и помошник тренер заедно со Мацков, тогаш веќе капитенската трака ја позема и други играчи. Меѓутоа активно 7 години бев капитен. Да го прашаме господинот до мене што. Да. Имаше еден фантастичен гол, у неофицијална конкуренција е голот на Масаро Нарагич во Девар против Пелистер и голот на Цена Александрски против Лирија во Призем. Тоа е мој избор е тоа. Јас се извинувам ако се согласува со тоа избор. Еврогол. Да. На Цена или на Масар? Од Стропкинг. На Цена беше Масар, беше рутина со главата, него не можеме да го промашиме со главата. Дегановиќ центрира Масар. На двата натпревари Балкан победи се 1-2. И против Пелистер. Само за тоа што во Призем имаше тежина, пошто таму беше... Збор два за тоа сакам повеќе да објасниш. Воена зона беше, тенкови, менкови... Зборуваме за трета лига, трета лига исто. Трета лига, да. Југ исто така беше. Трета лига. Трета лига. Одиме во Призрен, публика нема. Нема борни коли и 1-0. Со голот на мене. Благодарам на Цена Александрски. Ајде. И поговориме Да тоа. ви биде, ајде. Ова се моменти, ова се личности кои оставили неизбришливо трага од тајфонот од Чаир, едни персони кои
на фудбалски план, мислам дека долго време ќе се памет. И фудбалски, и човечки, и за почит по заедницата. Благодарам. Што сега недостатъчно. Уште еден сегмент со нашиот капитен, поврзани со едукативниот дел кога е во прашање фудбал. Ајде сам да ни објасни за што става. Поврзано со Балкан, со едукација, дипломска работа, така нешто е приказка. Балкан го поврзува она тајфуното чаир име кое му даде голема слава. Тоа беше дело на една монографија на новинарот Симич, ако се сеќавам добро. Да, Симич е Меѓутоа морам да напоменам дека и ми ја посвети се, извинуваше те прекинувам, ти благодарам за насловот. Книгата се уште ми стои, бидејќи насловот така беше твој точно. Вечна слава за Симке, на книгата стои колегата и благодарам за насловот. Ти ме подсети сега. Бранев дипломска работа на тема формирање и развој на фудбалски клуб Балкан. Во тоа време, значи тоа е 83-84 година, тренер беше Вангел Симев, актуелен професор на факултетот за физичка култура во тоа време. И ја бранев темата формирање и развој на фудбалски клуб Балкан, каде што е голем дел од мојата тема и од мојата дипломска работа е внесена во монографијата на Симич која гласеше Тајфуното чај. Тоа е доста добар податок и убаво е ова фудбалската публика која го следи YouTube каналот Дургутов во продукција на Скок да го знае како податок. Дека Балкан е влезен и во тој едукативен дел, да кажем, на факултетот за физичка култура. Навистина мора да кажам дека беше тоа тешко, затоа што немавме многу материјали кои можеше во тоа време да дотираат за формирањето на фудбалскиот клуб Балкан. Меѓутоа одевме по куќи за да се распрашаме и на некој начин успеавме да направиме нешто за Балкан, за секојаш како еден од постарите клубови, тоест можеби најстари клуб после Јуботен, затоа што ја најдов така во аналите на историскиот развој на фудбалот, после Јуботен Балкан да биде еден од постарите клубови и најстарите клубови во Македонија. И тоа е факт. 921 постојат документи. Документ за негово формирање. Јас лично бев во тоа време кај актуелен председател и секретар на клубот Момес Качковски, кој долги години работеше и ги имаше сите материјали кои постоја за фудбалски клуб Балкан, од записници и од сите состаноци во тоа време, и јас со него поминав скоро година дена за да можам да ги удоволам сите тие податоци за да може да ги ставам во дипломската работа. Ти благодарам за овој момент. Ова е и за мене искрено еден нов момент кога е во прашање историјата на фудбалски клуб Балкан. Ми е задоволство и благодарност за фудбалски клуб Балкан, каде што поминав цела своја младост. Така. Со нас е Дженан Хајдари, еден од ударните игли во нападот на Тајфуното чаир. По левата или по десната страна? Дженан, многу време помина. Али за десната повише беше, а левата така, а десната повише беше. Време бајаги, скоро добри 30 години. Постојано кога зборувам за тебе и кога имам вака прилика да истакам, викам Дженан Хајдари беше мој играч. Пред да почне од преворот седмица од тефтерот. Осмица без ништо да направи така. Се сеќаш на тие моменти? Како не таму браво. Добро, ма многу пати го оправдуваше. Добрите спомени остануваат со секојаш така. Лично се сеќам на еден напревар, не знам дали сум точно во право, меѓутоа ќе ми коригираш или ќе ме поправи, со Раднички Крагуевац, веќе Балкан ги поминат меѓурегионалната лига, Републичката лига, стигнавме со Раднички Крагуевац 5-1 мислам дека беше на чај. Со Раднички, не, дали со Крагуевац и со Пирот да не беше. Може со Пирот. Не се сеќам. Тати беше по мене едно, да не речем, животен напревар. Или? Да, па имаше повеќе, али таа една во Лучани, младост, па Прибој, ако се сеќаш, што беше добро. Имаше доста добри такмици, више не може човек да ги памти, али тие неколку беа така. А да не подсетиш колку голови даваше тогаш по сезона? Па види, во таа лига македонска беше така прв пат што само што дојде во Балкан, тие околу 5-16 години таа прва голови. Така. А наредната година више не беа толку, али окей, пак. Па имаше подобри одбрамени играчи, а? Да. 5-6 така, некоја 10 гола таа меѓурепубличка трета. Сега си активен во фудбалските структури, следиш фудбал, кога ќе се навратиш наназад, какви ти се емоциите за оваа генерација на Балкан? Овој Тајфунот чаир, тоа преступување на рангови, успеси. Секојаш сум го спомнал, пак ќе кажам, значи тој клуб беше тие 4-5 години
таа организација што имаше тој клуб, се мислам дека сега више ја нема никој. Иако можеби финансиите се поголеми во моментот сега погледате, буџет клубски мислиш? Ама како што сега нема такава организација кој што беше тогаш, значи бевме мала што вика чета одбрана, ама имаше се функционираше од стручен став до управа, до лекар, за си работи све, значи функциониравме како воедно. И не случајно дојдат и успеси за 3-4 години, 4-5 ранга отидовме нагоре. Така, и тоа беше се машки, се резултатски, без нешто протекција од да речем суди и сојузи. Не. Тогаш беше кај ти од таа бивша Југославија лигата, да играш ти во една втора лига, кај што имаше пола и више екипи беа бивши пролигаши, со име и презиме, нас не сваќа толку озбилно и така да. Ај збор два и за првото правенство од самостоен македонски фудбал. Балканското Комер заврши на трето место. На трето место таа година, првата година јас после си отидов, значи и останаа тие, како да кажам, имавме база некоја таа екипа и тие успеси се пренесоа и во таа прва лига македонска што се 93-та. 93-та беше така. 92-93 сезона. Да, и трето место, мислам беше успех покрај Вардар, Пелистер и Силекс, имаше добри екипи, да. Добро. Дженен Хајдари, мојот играч. Така е. Ударна игла на тајфунот од Чаир од неговите најдобри успеси време. Така е. За еден голем клуб, освен добриот состав, добрите фудбалери и добрите резултати во позадина, да не речем управниот одбор или спортскиот директориум, секако неизоставен дел и потребни се, да не речем, ајде, да не биде нужно зло, спортските новинари. Со мене се двајца омилени ликови, мои драги пријатели, кога е во прашање фудбалскиот клуб Балканското Комерц или само Балкан, и кои известувале долго време, не можам точно да одредам. Зборуваме за Милорад Стојановски Мишел и за Драги Николовски Дракче. Кој има предност, кој постава? Ајде сам Мишел. Мишел, добро ден од продукција Скок, YouTube канал. Ви честитам на исклучителната трудолюбивост, желба нешто да придонесете, да го популаризирате спортот, да зборите за него и критички, и афирмативно, и се онака како што треба за да добие спортот пред се. Благодариме. Твоите, односно нашите почетоци се поврзани некаде крајот 80-тите години, кога ти работеше во спортската редакција на вечер, а јас во редакцијата на Нова Македонија на вечер. 20 известуваме за Балкан. Да, јас неколку пати сум кажал, мојот новинарски пат почна практично со Балкан. Како што растеше Балкан, така растев и јас како новинар. Тие неколку години во вечер известував постојано од надпреварите на Чаир, па и на гостување кога некојаш екипата носеше новинари со себе. И се поклопија работите заедно со тебе да почнеме од меѓу регионалната лига, преку првата македонска, па третата лига до втора лига, да го стуркаме 4 години поред. И во време кога Југославија беше велесила, беше официјално петта светска фудбалска велесила во светот. Така е. Затоа јас го истакнам тој податок и постојано го кажувам, Балкан не е само феномен заради овој веќе познат податок, туку е и културен идентитет на Чаир и покрај тоа што активно сега не се надпреварува во некој фудбалско надпреварување, тој сепак живее во срцата и душата не само на чаирчани, на поголем број фудбалски влюбеници кои растеа и живеа со неговите успеси. Во кажано, и тоа е дел од Балкан, неизбришив дел. Драган Николовски Дракче е исто дел од Балкан. Мораме за помалата публика да го објасниме тој момент. Мишел помина во редакцијата на Скок и едноставно почна да ги води малите спортови, каде што исто така е многу добар експерт фудбало. Остана во Скок на мене, а Дракче се придржи како спортска редакција на вечер да го следи Балкан. Или имам некоја празнина во овој дел? Нема празнина, Балкан беше континуирано следен и му се посветуваше доволно внимание, пошто можам да речем дека беше меѓу единствените клубови кои јас ги паметам во Македонија, кои за 4 години рипнаа 4 ранга. А не дојдеше до распаѓање на онаа бивша заедничка држава
Балкан може и ќе го направиш и најголемиот чекор ќе стасаш и до најсилната југословенска лига да се надпревара. Меѓутоа однапред се знаеше дека тоа се растура и се загуби желбата кај тие момци што игра, луѓе што ги поддржуваа, новинари, дека може да се прави нешто и со распаѓањето и враќањето во македонскиот фудбал ми е криво што за кратко време сгасна. Сега ми е драго пак што на ваков начин се собираме и се подсетуваме дека Балкан се уште постои, ако го нема, што вика Мишел, на фудбалската карта никаде во Македонија. Токму тоа ми е малку да се подсетиме и ова е прашање за двајцата, бидејќи оваа новинарска тројка е дел од Балкан и постојано сме гости, да кажам, на оваа прослава. Мишел, можеш да се сетиш кога точно почнавме? За жал немаме точна евиденција, баже вели дека е повеќе од 25 години пред првата дружење новогодишно. Ова традиционално. Јас не се сеќавам, искрено ќе сгрешам, но без разлика колку и да трае, тоа е стварно еден редок пример за една од вредностите на Балкан. Тоа што беше неколку пати истакнувано, значи живееше како едно семејство, тоа семејство и постоја и понатаму функционира, кај што беа и турци, и албанци, и македонци, и бошњаци, и срби, и вистински беше еден Балкан во мало, го заслужуваше името што го носеше. Тоа беше едниот аспект. Вториот аспект беше начинот на кој управата на клубот знаеше да ги спои полупрофесионално, но да донесе максимални резултати. Зошто јас во еден мој текст во спортски журнал, кај што бев дописник, пишував дека наместо тренинг истовара стококомерс роба. Тоа баже го кажа, беа вработени во стококомерс голем. Но тоа не влијаеше на нивните резултати, затоа што беа задоволни играчите и од исплатата, и од условите за работа, и од тој семеен однос меѓу клубот, и за добро и за лошо. И тоа најдобро се види преку тој феноменален, веќе некој пат искажан податок, дека за 4 години мина 4 ранга. Доче, дали ти се сеќаваш, можеби кога прв пат почнавме вака да се дружиме? Има повеќе од 20 години дефинитивно. Па има сигурно, меѓутоа точно што вика Мишел не можам, а дека е единствен пример, е единствен, ја не се сеќавам друг клубови и за други клубови сум пишувал и репрезентации, и фудбалски сојузи и све, вакво нешто секоја година да се организира, да те соберат, да се видиш, пошто има со луѓе не се среќаваш во текот на целата година, мислам дека е единствен пример. И доста реакција има по социјалните мрежи кога вака објавуваме сите ние дека сите луѓе со почит приоѓаат кон овој питат. Ајде, младите можда и не се сеќаваат на Балкан, овие сега што играат фудбал, што гледаат, што пишуваат колеги помлади, они не ни знаат дека постоел. Балкан на крајот на 90-тите негдека веќе сгасна. 97. 97 сгасна веќе. Нема тука и овие помлади генерации не може сега едино преку ваква атмосфера може нешто да им доловиме и да им кажеме дека имало и друг клуб кој што значил нешто македонскиот фудбал тогаш. Така. Па имаше и функционери. Ванчо покојни беше подпредседател на Фудбалска федерација, кандидат за председател, па у Фудбалски сојуз на Југославија еден гост и баже беа секој ден таму, во неделата еднаш во Белград престојувај. Така да Ајде по еден раритет од оваа новинарска тројка, вклучувајќи ми мене, еве јас ќе кажам, сега малку ќе го изнадам, Мишел. Имаше еден многу добар наслов, можеби вака, ако ги берам 10 топ наслови на тој тајфон чајер, ќе влезем и го 10 топ. Некој чуден Балкан. Мишел, да објасним што станува. Па тоа беше кога пишува вечер, мислам дека се играше или во прва македонски или во трета, не сум сигурен, лига надпревар во Штип меѓу Брегалница и Балкан. Таа сезона Балкан беше толку убедлив. Мислам дека прими само 4 гола во 10 кола. 10 кола прими само 4 гола. Да. И ние отидоме во Штип да го следиме надпреварот. Веќе во автобусот се чувствуваше некоја атмосфера, не дојде тренерот Зоран Мишич, не беа некои други, некои од управниот клуб. И јас не бев упатен, не знаев зашто станува спот, додека не почна надпреварот. И колегата Кирил Манев во негов стил, прекрасна рапсодија, сина на Брегалница, до 30 минута 3-0 води Брегалница, 3 гола прима Зекири, а тој 4 гола примерно 10 кола со многу посилни екипи. И ја гледам,
дека нешто чудно се случува. И како што се развиваше работата, се распрашува на враќање, гледам реагира некој член на управата, псуе, се нервира и почна да се сомнам дека тука не се чисти некои работи. И како што поминуваше времето, бидејќи тогаш не сака отворено да кажат, ја дозна вистината зашто тогаш Брегалница толку лесно победи. Наредната сезона во Чаир пристигнаа Милосавов и Давидков. Засилување од Штип. Значи и ти го памтиш овој случај? Памтам како не после Здравков дојде, ама тренерот него сакаше Мишич, па го загреваше по цела утакмица, него ставаше, па Вача му и каже зашто сум го донел ти. Гордан Здравков зборува. Гордан Здравков у Приштина го загреваше 90 минути и не го стави. Не влезе во игра. Не влезе во игра. Ама добро, имаше такви анекдоти колку сакаш. Имам уште една анекдота врзана со Зоран Мишич. Јас тогаш уште стававме оценки во вечер и мислам дека на Димовски што дојде од Ниш левиот бек, му ставив 6 нешто така. И он наредниот пат кога дојдов на тренинг после на преварот ме прашува, вика зашто му ставиш 6? Па викам Зоран Мишич те прашува. Зоран Мишич. Ја викам, па не знам, не беше активен, ја очекувам Балтар кој игра на домашен терен да пробива по крило, да поусечества во акција. Вика, кој си ти да го оценуваш, вика? Јас ако сум му рекол да стои таму и да не мрдне цела утакмица и он ако ги исполнил моите тактички задачи, он треба 10 да добие. И јас сега покушавам да се вадам дека јас гледам од аспект на гледач кој бара активност, голови, борбеност и така натаму, но ме разубеди и да знаете дека имаше влијание тоа врз мене. Јас после тоа бев уредник на спортската рубрика во Дневник и на колегите им кажувам на преварите нема да оценуваме ние, зашто никош не знаеме што стои за тоа што ние не го знаеме. За таквото делување на фудбалерот што се крие. Така е. Не може да ги знаеме доколку задачите поставени од тренерот. Редовно се лутеа со мене бар кога се расправавме, што е ова петки, шестки, Богданци вика деветки и десетки ги нема во тимот на колото. Што ние правевме тогаш тим на колото. Ние бевме поригорозни, не. Според оценките и ја им викав, вие ќе имате сите у старт осмици кога ќе биде полна трибината. Ако не е полна трибината, нема осмици. Тоа аргумент држи. А и една брза цака од мене. Одиме, не можам да се сетам дали бевме заедно, а во Призрен, кога Балкан победи со Ливија 1:0, Цена Александрски го даде голот. Веќе воена ситуација, борбени коли, ти рекол, ми рече, а јас работев за Нова Македонија во спортската рубрика и во сабота беше работен ден, Мишо. И ти, драги, ке се сети. Сабота правевме вестник во недела и излегуваше. И ми вика, Мицко ќе се јавеше тамо се извешти. Викам, добро, сега, не можеш, сакам, не сакам, тоа не функционираше така, ти рекле. И завршува на преварот, ја тефтерот се детално опишано, викам на Баже Балкан, како да се јавам? Ме кажи што треба ние да направиме. Викам нека застане автобусот тука до една куќерка имаше, дрвена златара, викам ќе ме побараат од Нова Македонија, викам на наш трошок да давам извештај. Стреке се поводи еден златар стар човек, му објасни што ми е идејата, ме побара од другата страна од Нова Македонија стенограф, ја го диктирам извештајот, автобусот стои пред куќарката и ме чекаат. Управа, фудбалери, економати. И го давам извештајот, утрената излезе во Нова Македонија извештајот. Имаше разбирање кој те чека сега, кој те праше, воопште не. А јас се сеќавам од Требиње кога се враќавме, вратија еден војник, па го преследкуваа, тоа беше веќе почна војната. Да, војната беше. Беше ептен лошо. Тоа е единствена втора лига, драги. Втора лига, да, ама на распадот веќе беше и вечерта Костасов му хотел све со калашникови. Тоа Мишич нешто збори им каже и тој еден му вика што е бре ти вика си дошол овде ние ќе ратуеме ти фудбал мене ќе ми продаш пука. Мислам имаше сцени. Беше во автобус со фудбалерите натаминавам. Да. Па вратија Македонец што не можеше да избега од Јана. У автобус на Балкан го донесоа со тренерки го облекла. До Скопје, ако фатеа тој ќе го јадеше стапот. Леле. Дезертерство од Јана беше. Уште една потврда за големината на клубот е што еве ние сме новинари кои морале брзо да пратат извештај, многу често од самиот клубски простори не дозволува да го диктираме извештајот во нашите. Да, добро се сети за да. Дури и телефон, извини Мишо, телефон за радио новинари. Радио новинари.
Дури и во Белград се јавувавме, јас бев дописник и на спортски журнал, некогаш не боја секогаш извештаите најповолни, затоа што втора лига имаше сериозни противници, знаеше да и да загуби Балкан некогаш и да ги искритикуваме ние во извештаите, но тие сите стоички го примаат тоа без да најдат забелешка дека ете сега што ќе ти даваме телефон само кога ќе победуваме. Не, затоа тоа покажуваше дека е голем клуб и во добро и во лошо. Добро, ја благодарам на оваа новинарска тројка, на Мишел и на Драги Николовски Драгче. Остануваме тука со Балкан со надеж и со желба оваа новогодишна традиција да продолжи да се дружиме секој пат пред Нова година. Се надевам. Odbrana, sredina, napad. Ако спомнали овој што е на утакмица Имам едно прашање. Еден представник имаме на Астон Вила, Манчестер Сити. Цено, како ти оди без него? Како ти оди без него протоколот? Те затварам, признај, те затварам. Супер ми оди протоколот без него. Добро. Ја немам солзи, а он стално кога ќе му се јавиме со солзи у очи. Зашо не плаче ако ќе му се јави? Ама кога сме ние собрани му фалиме. Добро, значи вие сте ме поголеми другари, ја не сум другар. Не. Кога има манифестација вака кога ќе му се јавиме, а не тука стално е со солзи у очи. Јас му реков дека ќе се јавиме директно, сега ќе се обидам да го добијам. Сега ќе се обидам да го добијам на телефон. Дел од тајфонот од Чаир и покрај двајцата новинари кои известуваат на преворот 93-та во крај. Дел од тајфонот на Чаир и Светозар Станковски Свето. Играше Свето? 93-та во крај. Ајде подсетиме, долго време е помината. Мијалче се заборил да во крај, ја бев земен како 16-ти играч. Меѓутоа тоа на списокот беше од Скопје. После се донесе една одлука да го земат Саше Милошевски како 17-ти играч таму. И кога отидовме таму се преправи записникот, тоа сите го знаат и Дончо највеќе за тоа се извинува. Така да ја бев 17-ти играч во крај, може на тие снимки дека ме видиш како стоиме на химната, после еден фали. И у неформалните слики ти има. Да, не има во неформални, меѓутоа сите влегоа, освен јас што неам влезено, тоа бев јас 17-тиот играч во крај. Тоа е вистината. Добро. Ја паметам и по настапите во Балкан, меѓутоа има еден надпревар
кој е поврзан кога ти го направи трансферот од Балкан во Вардар, ми се чини. Да. И дали беше со Халмштад, одигра на играше на првот беше. Да, во Халмштад бе. Која година помина од тајфунот во Чаир во Вардар? Од тајфунот од Чаир 94-та сум во Вардар. Од 94 до 98 сум во Вардар. После тоа сум Цементара 2002, дел Ворец Велес беше нешто, некоја полусезона и со проблемот мој го завршив кариерата. Добро, останува запишано сепак како дел од тајфунот на Чаир и репрезентативец. Да, тој период е најубавиот период, тоа е период 89-та втора половина во Балканското комерц, во кој што Балкан се надпреваруваше тогаш во меѓурегионална, ако се сеќавам добро, трета, немаше трета тогаш. Меѓурегионална лига. Не, јас дојдов тогаш кога борбата со работнички беше. Ние бевме прво. Македонска лига се тоа. Македонска лига. Завлез у трета. Завлез у трета. Добро, минува времето, гледаш и ти не памтиш, не само јас. Уште не држи памет. Овде со нас е исто двајца маркантни членови на оваа генерација од тајфунот од Чаир. Татко ми велеше, и татко ми е голман на Брегалница. Да. Зеки, да знаеш. Да, знам. Велеше, добар голман половина тип. Во твојот случај истото важи за тајфунот од Чаир. Па исто важи, ми се чини таа изрека останала иста, дека добро голман е пола екипа. Ја у Балкан дојдов 89-та година од Куманово. Прв пат кога дојдов, тој Балкан се такмичеше у таа трета Савезна лига, Меѓурепубличка лига Југославија, Покраинска лига. Ние таа година убедливо бевме први. Добро, ти дојдеш како засилување. Ја дојдов како засилување, како голман и таа година бранев стандардно. Знам, може да кажем дека беше една јака лига, да кажем 18 екипи у тоа лига учествува. Беше Радничка Говејац, Раднички Пирот, Нови Пазар, Младост Лучани, Трепча, Лирија. Била тоа е стварно јака лига. Ние како нови трета лигаши, ние цил ни беше опстанак у лигата. Ние прваци. И ние, молим, ништо. Дали се сеќаваш на некој натпревар како голман? Која ти е било најтешко, еве, вака кој Па ја ќе ти кажам, позитивно ми isproducirал да овие силни тимови. Позитивното овие силни тимови, ќе ти запамтам една у Прибој, игравме со ПА Прибој. Това беше меѓу фаворитите и резултатот победивме 0-2. При резултат 0-0 судише, ба се сеќам уво од Велес судијата Темелков, досуди пенал Ристо Темелков, па го одбранив, па после го поневи вториот пат, се сеќам, и двата пати го одбранив пеналот и ние меѓу време, второ полувреме игравме убедливо добра екипа имавме, поведавме 1-0 со голот на Джена Најдари, 2-0 поведавме со голот на Борче Ристов. И се сеќам баш една убава изрека од покојниот тренер, што може да кажем дека стварно заслуга легенда што бил, Зоран Мишич. Задните 5 минути стана и ни кажа една цела екипа: момци, дозволите, играјте, вика, 5 минути шева, да им докажем дека сме ние фудбалечки. И цела публика, да кажем, около 5-6 хиляда публика стана, аплауз на нас, не испратија. Аве ме наживе. Не, вистината тоа е што може да памтам, тој што ги памтам. И после убедливо сега имаше тогаш Дека знаат од црвените картони. Не, еден имав. Само еден. Работничко, тогаш играше десни бекон, да. Сега ќе ви кажам јас лично исто за таа утакмица, пошто ние малце закасниме 15 минути вечерта. И не казни. И вика немате премија. 200 марки. Немате премија. И окей. Ние бевме немате премија за победа. Да. За нас двајца. Касни на вечера 2 минути. И иде, ама ние у градот не забележале дека бевме Балканско комерц. Со тренерки со ова и доаѓаме вечерта, вика казна нема. И утре утакмицата јас пошто имаше до 21 година двајца треба да влезат.
Значи, По закон, по прописи да, мораш по прописи. И јас се загревам и некој девојчиња така убав бев, убав личен, знаеш, со фризура, како што да ти кажам, Роналдо. И тренирам и па се загревам и девојчињата дојде на утакмица. Вика, зошто си резерва? Викам, и он вика, трчај, 5 минута ме става. Завршуваме и влегуваме во кабина и опростена вика казната на сите и на вас двајца. Потуш, го ставивме потуш. Зоран Мишич, потуш. Зоран го бутнате потуш. Потуш сите. Бе се одело со све. Победивме. 0-2. Директно конкурент го победи. И ама ние Имаше другарство. Мјалчо имаше многу ептен другарство што никогаш не може да заборавам таа другарство. Значи, нас не успеси, ја може да кажеме без обзир што сме били јака екипа и добри играчи, имала и големо другарство. И затоа нас увек сме компактни биле. Еден за сви да кажеме или сви заедното. Исто тоа година влеговме после втора лига, исто и памтам една втора лига. Само малце, играме 9 утакмици, 10. Јас се памтам, идевме задња утакмица. Пошто се одвои Југославија, да. После прваци ние бевме тука, памтам. Што памтеш 10-та утакмица? Па таа памтам кога игравме со Раднички Београд, сеќам се убаво, Јусуф даде центарфорот гол. Ја бев таа најубедлив, бев најдобар играч. 1-0 победивме. Утре ден го гледам новини, покојниот Зоран Мишич, 10-ка Зекири, не, 10-ка играч утакмица. Задња утакмица што сме играле и овој игравме со Приштина на градски стадион и таа не беше задња утакмица после распад на Југославија, самостална Македонија 92 и станавме неодвоен. Ја да кажем ова, ја кога дојде од Куманово, Мјалчо, прв пат дојде година дена, знаеш, викам, ипак ми беше изазов трета лига југословенска за година дена, дека Зеко како голман дека ќе останам 9 години, никад не би верувал. Не помисли дека ќе останам. Ја дојдев за година, али ипак секоја година друштво, другарство, сложно тоа е, значи ми беше еден почит. Еве ипак има сам понудо стога го мага да кажеме тогаш Кенди од сите екипи овие. Памтам, мене ми беше част исто што бранев, играв тука, убедливо бевме. После тоа поминав у Цементара, 2 години игравме у Куп УЕФА со Цементара, памтам тој, значи ипак може да кажам и на било кој телевизија или новина што сум дал изјаву, јас увек сум кажам дека најболи години и најболи другарство и најовој Балкан Стоколмер што сум го доживел у мојата кариера. Ај за финиш на ова наше емитување, кажи ми како Андреј ќе лажете. Мислам дека денес да застанеш ќе бранеш. Истина. Па да ти кажа, Мјалчо до 40 години ја бранев у Косовска лига. 39 полни 40 години. Сега ќе лажа да ми е добро да кажам. Сите се чудат, каже, ми викат и некој комотно може да бранеш како што има. Ќе свирам фака ти шутира пенал, ќе го фатиш. Па ќе го фати. Статива, сурла. Ја ги бранев. Да, статива, ја го бранев. Како наместено потешко статива? Не беше наместено, не. И тоа е. И ова да ти кажам, 88 кога дојде прв пат Мјалчо, игравме Куманово и конкуренти беа за влез од трета лига Скопје и Балкан Стоколмер. У екипата на Скопје играат врвни играчи, тој бранеше легендата Мутибарич, играше Мицевски, Чипте, Трајановски, Саша Петко, Томче Трајановски, имаше играчи овие. И сега они доаѓаат и мисле дека лесно кај нас ќе победуваат, ние бевме аутсайдери. И ја таа утакмица ни молат, знаеш, не, ова викам слушајте ова. И ние играме нерешено. И дојдоа Мишич да гледат, бажа овие директори, само секунда да заврши овој. И ние играме нерешено 0-0, на пенали ги тепаме 3-0. И Мишич рече, слушај, голман за една, ако влагаме у трета лига, едини овој Зекири ќе уземам. Пенал бот имаше тоа. Мислам дека убави времења, Мјалчо, што никогаш не може да се забрави. Сега кога им раскажувам на помлади деца ова, они се чудат, мислат како. Значи, ја да кажем уште ова сега. Балкан што го имавме таа екипа, ние сега би играли во Европа, може да кажеме би играле ранг меѓу најките рангови. Со таа генерација, може памтам да кажем десни бек играше, само малце извини Сурло,
која е висина. Сречко Спасовски, Мијалче играше, Гоце Димовски, Ценол Александровски. Тоа е висина. Рафевски, средни ред, Бегановиќ игра, кој беше браќа Сали играше, Борче Лисов. Ако ми дозволиш, значи кога збориш средниот ред, ја едно памтам, Рафе на средина, Бегановиќ на средина, Мијалче Михайлов на средина. Не, Мијалче играше левбек тогаш. Не у средина играше? И средина, после почна. Средина беше брат Салију Муамер, Рафевски, Бегановиќ. Салију, да. Он беше атомска мравка. Да, атомска мравка, да. Лака коњица ги напад беше Джена Најдари и Музефер Салију, значи брзи Гонзалес. Да, тоа значи памтам све. Мислам дека мене искрено ми е драго, јас сум малку емотивен, ти сега ме разнежи што како дел од таа новинарска екипа, сега имам можност со продукција скоки на нашиот YouTube Доргутов канал да го продуцираме ова и да остане. Да остане како историја за сите ни генерации. Една захвалност и до вас увек се били уз нас, да кажеме, и вие, и Миодраг, и онај Дракче. Значи увек се били уз нас. Значи, ја што да викам, функционирал како екипа. Прво почнав, што сакам да кажам, од управа, па стручни став, па екипа, па новинарство. Значи, тој е све функционирал по план. Само живи и здрави години надале да се држиме вака. Така. Чекај сега. Зошто сами си го зимате овој епитет дека сте најмлади? Ајде да чуам. Па, јас сум и релативно немлад од генерацијски, да. И најмлад во клубот, да речам, 95-та пристапив од второлигашот Палер Скопје. Така да добро, и тоа е веќе македонска фудбалска лига независна. Да, независна македонска фудбалска лига. Балкан беше уште јак. Балкан и го памтам дебито со Слога, Чаирско дерби, Балкан Слога, снег падна и од таа утакмица колку заврши? 0-0, меѓутоа добро одиграв и станав константен првотимец. Колку време помина после тоа? Година и пол. Ти ги затекна и Драги и Љупче. Да, и Драги и Љупче. Ако добро се сеќавам. Зборуваме за председатели. За председатели. Кога дојдов беше Љупче нов дом и после дојде Драги од Гробишта Бутал. Он заврши Драги. Да. И тогаш беше, можам да кажам, еден од најорганизираните и најстабилни клубови, да. Тука бевме 6-7 место. Де факто Балкан немаше проблем за испаѓање у самостојна македонска лига. Не. Првата година трети, после малку попушти, ама немаше борба за. Ајде, дечко си, вие ми го помладите сте изгледа, а? Не сум ја помладите со години, него помлад од тајфунот од Чаир дојдов. Ја 94-та дојдов во Балкан. Знам по тоа, сега не ја знаев тачно годината, баш сега со Свето се консултиравме, Свето знам си одеше, во Вардар направи трансфер, јас тогаш дојдов во Балкан од Македонија Ѓорче Петров, кој таму бев 10 години скоро. А ти си синоним за таму? Да, извини вака, тоа е моја перцепција. Да, па 7-8 години бев во Македонија, од 17-18 години и 94-та до Балкан, али уште тајфунот траеше во Трета Југословенска лига, пативме, значи, малце и... Да си ти? Во оваа приказка кај се наоѓаш? Јас се наоѓам измеѓу негде. Јас сум од помладите, ама и постар од тие помладите. Значи негде измеѓу сум. Добро го објаснил. Да. Јас дојдов 93-та зимата, значи во првото македонско првенство. Така да ги начекав сите. Зимски преоден рок од првото првенство на самостојна Република Македонија. Така. Јас дојдов од многу мал клуб тогаш. Значи, клубот не е мал, Локомотива, нели? Вие сите ја знаете. Матеја водеше тогаш? Не. Тогаш беше уште под железница. Под железница беше. И да се надорасам, јас од Локомотива во Македонија Ѓорче Петров отидов тогаш. Добро, Локомотива и Алумина се една дигресија малку играат постојано у таа трета лига, Север.
Беа стандардни долги години, ако ако се беа во сеќавам. таа трета, као сега, која би рекле, таа втора македонска или она југословенска, прва, втора, значи прва македонска би Збором е била да дојдеш за селување отидат во клуб Балкан е добро. Значи Тогашен ранг на Локомотива беше петта лига во Југославија, нели прва, втора сојузна, трета македонска, па имаше нели региони после. Значи беше регион, да, некој на истото пети игралиште сега кај што е си Исто таму, да. Значи од таму, од младенци на мои 19 години со отслужена војска умеѓу време, на 19 години дојдов во Балкан. Значи беше еден голем Тогаш силен состав на Балкан. Си влегол у сериозна конкуренција. Значи Цено, Свето, Гоце Димовски, Мијалчо, значи сите беа останати што изградени веќе. Што ете го направија онај нели успех во Југославија. Така да јас успеав некако млад да се пробијам таму, да останам, да останам 4,5 години. Ти си бил наш домаќин на овие дружења, кај тебе сме били у кафеана. Еве една порака, вака да не речам мама, да не остане ова дружење. Кој кога може, како може, меѓутоа да остане традицијата да се дружиме пред новогодишно. Така. Минатата година, значи ја промашивме. Ја промашивме годината. Дали било кај мене или кај Саше или било каде. Значи ова дружба, Релевантно е, да. овие луѓе овдека ние сме зависни едни од други. Значи животите наши течат со нашето дружење. Сме учеле едни од други, јас сум учил, можам слободно да кажем. Ево, Цено. После тренинг ми викал остани мали, дојди со мене. Нели, некои 15-20 минути и ми фрлел некоја топка, премија вака, поведија, најдиме некои тие основни фудбалски работи, што мене после тоа ги користеле многу. Што јас после тоа сум ги применил, па кај помладите ќе го спомнам Панче Ѓумбев. Значи јас исто да го правев тоа со него, кога беше он млад, во Борец Велес, Панче Ѓумбев направи една кариера. Добра кариера. Да, така да не го заборава тој тоа, како што ја не го заборавам сено. Али е, значи, тоа се све фини, културни луѓе, играчишта, да кажам. Фала ти за гостувањето на тебе и на сите други на нашиот YouTube канал Продукција Скок. Ние сме тука, сакам нешто од наше име да остане нешто за сите вас кои сте дел од тој Балкан. Тоа е нашата идеја. Значи, тебе фудбалски клуб Скопје ти е прво срцето, не ти е Балкан, а? Не. Шо е се? Шо е се? Све што направи од Скопје. Да. Знаеш дека се шегувам се. А кога дојдов во Балкан, дојдов од Тетикс. Тетово. Трето лигаш беше во Југославија. Како заселување дојде. Да. Прв тренинг на првиот собир Мишич ми вика: кој си ти? Ја го гледам овако. Саша Петковски. Добро. Завршиот тренинг, вика: имате список таму, вика, ти вика на списокот ке се најдеш, вика да видиш кога имаш тренинг. Прв тренинг. Тебе ти вика? Да. Сам. Сам на списокот, сам. Шо е колена. Шо е финтал? Па не, некој му спорал тамо, дека јас сум со тренерите, се карам, се оваква нешто. И отидов еден стек над колена. Ти до душе си бил спортски кагаџи, ама у функција на тимот. Да, бе, да. Си бил декструктиран. Со тренери не сум се карал. И благодарен сум на тоа што испадна така, мислим, и се спреми, па ја бев и најдобар стрелец, мислам, таа година кога влегом бе. 9 носиш. 9, прво коло дам 3 гола, второ коло на клупа. Како не? Хет-трик, не едно тако? У Новаци. Да, у Новаци. 0-0 изиграме. Чекај. После трите гола на клупата става. Да. Тоа ми го правеше ностоп.
Не те сакаше Зоран Мишич. Мене не ме сакаш. Даваш голови, ама се загреваш. Не се равнегуваш. Не те сакаш. Не. Ја. Дојде од Тесник, свика Бендиса нема игра. Чекай сега, ја цел живот следам фудбал, Сорло. Да даеш 3 гола и наредната да бидеш резерва, тоа ми е мене, нешто ми мириса тука. Трето коло доаѓа Карорма. Добро играме, Мерко и брани. 2 центар шутеви, рипање, 2 гола. Со глава? Со глава, 10 минут. Четврто коло одиме во Владово. Победа во Ландова. Да, ни меѓу 16. На трибина плачам ја. Наредно коло, прва поста. У Валандово не си не резерва? Ни резерва. 1-0 тепаме. Ајде не ви се верува. Ще не се. И дојде дербито. Чекај, опиши, како го прифаќаш тоа како фудбалер? Ќе утепа плачење. Темпераментен си бил, скавгаџи си бил, каков те не, јас знаем. Лош кавгаџи си, не сваки играш. Не. Мене стално си бил, не си попуштал, не се како. Мене ми каже Шац Мировски. Добро. Ми вика припази малку те знаат кој дал до команда, знаеш таму. Добро. А за Шац судијата збориш, Да. А он ме однесе мене. Добро. И викам, добро, јас сега не сакам да му пребацам на овако. Зашто да припремем знаменда утакмица, пријателски играме у Ерчелија, со Брегалница Штип, настана тепачка и го гледам, Зоран Миши се тепа поише, овој со Милосавов и Миши со другите. И викам, кај на овој сега ќе му вратам нешто, овој ќе те спобудали. И малко и страв. Ама криво ми беше. И после тоа ги играме со работнички, играме дербито на Чаир. Ти доби црвен и Гоце Димовски црвени картони. Бегановиќ го даде голот со 9 играчи. Бегановиќ е Делаж Јакубов. 1-1 у регуларни 90. У 90 нас не одговараше. Мац ги бранеше пеналите, да. И тоа било. И може да кажем дека со 10 човек го влеговме во трета лига, прослава правиме на рогенденот мој. 8 јуни, прослава правиме, ја го давам со Делчево голот, 1-0 и тоа резерва бев. Ја го давам голот, 76-та минута. Да, 76-та минута, тепа ми влагаме у лига. И отидеме у Балкан кафанет и кој сега ми текна нека ме леса земјата. На Соки, не. Му се качив на раменици, кој што седеше на раменици го поливам со пиво. Дојде ми избаци, мислам ти ви кажам, многу ми беше тешко и сабајлето, ај ке одиме рогенденот да го славиме, се направиме авиони, сабајле доаѓа покојни Миле Брада и Цене Александровски да ме зимаат, да одиме за Зрењани нешто, што требаше Цене да зема таму и се деси таа собраќајка што се деси. Ја не станав, не отидов. Не можеа да ме разбудат. Многу бев возбуден и од утакмиците и од влагањето и прослави ми рогенден. Сите однесоци го беѓа во глава, што имаше голем телевизор по биваци на големи. Убаво, види, Балкан е една екипа. И во срцето Балкан. Но јас тоа намерно кажам за Скопје Балкан. Ти си дел од тајфонот во Чаир. Да. И пази, еве, ова покаже и фамилиарно дека и останаме да се дружиме со луѓето. Ние беме заврши тренинг, одиме сите у Драчево да играме билјард. Јадиме, пиеме, тргнувајќи фудбалерите, браќа сме биле. Не гледаш кој игра, што игра, немало омрази некој. Битно било само да се радуваш да победуваме. Многу се дружиме и еве пак остана да... Ајде да финишираме. Твој аманет да продолжи ова новогодишно дружење до навек. Ова треба да продолжи и вака. Многу луѓе не отидоа, Бог да ги прости. Да останеме и не само еднашка пред новогодишно да се гледаме, да се дружиме и да се собираме
Се не знам каква е ситуацијата таму, сигурно баш ја знае подобро да се врати клубот, па макар и кога се врати у таа последна лига. Додиме еден спомен да даеме ние на тој клуб, додиме да го гледаме, нека играат било кој деца. Значи, тајфунот од Чаир треба да оживе. Фала ти, Сашо. Фала и на вас, да сте ми живи и здрави.